Административците чукнале на погрешна врата. Министерството за финансии не било адресата од која синдикатите требало да побараат покачување на платите од 50 на евра по работник, се правда министерот Фатмир Бесими, откако стана јасно дека со ребалансот на буџетот извисија државните службеници. Вели тие не преговарале со него, туку со други функционери, а преговорите не биле завршени во периодот кога министерството работело на ребалансот на буџетот. Вчера исто така еден друг синдикат имал протести пред Министерството за финансии, не адресата Министерство за финансии. Мислам дека важно е да знаеме дека во делот на преговори, ние во конкретниот случај, во фаза кога се работеше ребалансот, нема завршени преговори или решенија. Ние не може да предвидиме работи кои не се дефинирани. Оправданието на Бесими ги разлути административците. Првиот човек на Сојузот на синдикати на Македонија, Дарко Димовски, вели дека министерот многу добро знаел што се преговара и со кој. Добиле ветување од врвот на владата дека со ребалансот на буџетот ќе добијат покачување на платите. Бараат хитна средба за да добијат одговор зошто извисиле и не го добиле она за што се договориле. Ако не добијат одговор до петок, велат ќе има генерален штрајк. Не знам зашто министерот Бесими сака да негира и дека не е запознаен со преговарачкиот тим од страна на владата. Наше легитимно право е да ги повикаме нашите членови работниците на еден генерален штрајк согласно законот за работни односи, бидејќи пак ќе напоменам, она што го преговаравме со владините представници беше согласно новиот ребаланс на буџетот дека ќе се утврдат тие средства во новиот ребаланс и нема да има никаква пречка од 1.7 да се исплатат тие плати на сите работници во јавниот сектор. Министерот Бесими дополнително ги револтира синдикатите бидејќи не само што не одобрил покачување, туку и индиректно во неделна колумна објави дека прво ќе прави методологија колку службениците се продуктивни пред да се одобри зголемување на примањата. Освен што чека наветените 2806 денари по вработен месечно, Сојузот на синдикати бара и да се финализираат преговорите околу исплата на К15 во јавниот сектор од следната година.